Драги браќи и сестри, минатата недела проучувавме за како да ги препознаеме лажните учители, лажните пророци, како да бидеме стражари на себе си и стражари на Божјото стадо, на Божјата црква, во која што Господ е поставил да стражарим и да ја чуваме будно од лажни учители, лажни пророци и така натаму. Денеска сакам да ве поведам на едно длабоко патување низ верата, што ја исповедаме. Верата која што ја наследивме уште од Исус Христос, уште од апостолите, верата која не обликува, вера која што не крепи, вера која што не спасува. И овој древен символ на верата, кој многу генерации, кој многу христијани го изговарале со уверување, не е само еден текст кој што се учи на памет, кој што се исповеда, туку тоа е нашето духовно ДНК. И затоа секоја реченица од овој текст е како камен темелни кој што го гради нашиот живот и не заштитува да некој не излаже, да не завлечка во некој лажно учење. Па така низ историјата било усвоено едно апостолско кредо, односно кредо значи верувам, изјава на верата кој што сите рани христијани ја исповедале за да знаат кои се нивните основи. И тоа вели вака: верувам во Бога, Отецот всесилен, создател на небото и на земјата, и во Исус Христос, Синот Негов единороден, нашиот Господ, кој беше зачнат од Светиот Дух и роден од Девицата Марија, страдаше од Понти Пилат, беше раснат, умре и беше погребан. Слезе во адот и на третиот ден воскресна од мртвите. Седно одесна на Бога, Отецот всесилен, и оттаму ќе дојде да им суди на живите и на мртвите. Верувам во Светиот Дух, Светата Вселенска црква, заедништвото на светиите, опростувањето на гревовите, воскреснувањето на телото и вечниот живот. Амин. Браќи и сестри, ова е многу силна изјава на верата која што ги содржи најглавните, основните елементи кои што се потребни за исповедање. Впрочем, Словото Божјо не учи во Римјаните дека нашата вера е вера која што треба да биде исповедана. Вели, зашто ако со устата своја, што? Исповедаш дека Исус е Господ. Треба да се исповеда верата за спасение. Првата реченица во изјавата на верата е: верувам во Бога, Отецот Вседржителот, создател на небото и на земјата. Браќи и сестри, Библијата ни вели во почетокот Бог е тој кој што ги создаде небото и земјата. Тука се поставува најголемата вистина на Вселената, а тоа е дека се има почеток, но почеток во Бога. Сакат да кажат некои научници кои што немаат воопшто никаква основа за тоа, дека оваа земја е создадена преку една голема експлозија и од едно ништо настана нешто. Браќи и сестри, тоа е лага на сатаната, толку глупава лага во кој што се чудам како може интелектуални луѓе да веруваат. Да од ништо не може да настане нешто. Ако има креација, мора да има и креатор. Ако има создание, мора да има и создател. Така да Бог е тој кој што е нашиот создател и творец. И не само тоа, туку тој е и нашиот Отец. Не само моќен, туку и седржител. Не само создаваш, туку и оној кој што ја одржува оваа вселена. Тој не ги пушти работите да течат сами од себе, туку тој постојано ги држи и ги одржува. Браќи и сестри, ако Бог создал се видливо и невидливо, тогаш твојот живот со сите негови предизвици, колку и да се, не се премногу за него. Нито една ситуација не е премногу комплицирана за оној кој што ги постави звездите со збор. Вселените ги намести. Оној кој што се постави со зборот на неговата уста, толку прецизно и толку јасно.
Како што дете ја држи раката на својот татко додека поминува, оди по неравнен пат, така и ние сме безбедни кога ја држиме раката на нашиот небесен Отец, Вседржителот, кој што не држи во својата рака, за да не клизнеме и да не паднеме. Колку и да изгледа твојот хаотичен свет, сети се дека Бог вели во почетокот земјата беше безоблична и пуста. И Духот Божи лебдеше над водите. Колку и да изгледа твојот живот без смисла, хаотичен, пуст, дозволи му на Господ да влезе во твојот живот. И тој од нередот ќе направи ред. Од немирот ќе создаде мир. И од хаосот ќе постави едно прекрасна хармонија во која што ќе живееш ти во заедништво со Светиот Дух, Отецот и Синот. Втората изјава на верата е: верувам во Исус Христос, неговиот единороден Син, нашиот Господ. Браќи и сестри, Божјото Слово не учи во Јован 3:16, зашто Бог толку многу го засака светот, што го даде својот единороден Син, та секој кој верува во Него да не загине, туку да има што? Вечен живот. Браќи и сестри, Исус не е само учител, не е само добар пример, не е само пророк, тој е единороден Син, единствениот од таа природа. Тој е Господ, што значи дека нема дел во нашите животи на кој тој не може да каже ова не е море. Но ние да се запрашаме, кога велиме Господ, тоа подразбира покорност. Дали некој дел од мојот и од твојот живот има дел кој што е надвор од неговото господство? Има ли област во твојот живот во кој што не му дозволуваш на Исус да загосподари? Ова го зборувам на сите кои што веруваме во Него. Има ли таква област? Дали му дозволувате на Господ Исус да господари над вашиот живот, над вашите планови, над вашите навики, над вашите односи? Направете го Исус. Ако веќе го признавате за Господ, направете го да биде Господ на целиот ваш живот. Не само една скришна одаја, а се друго останато ние да господариме. Не, Господ сака да биде Господар на целиот ваш живот. Третата изјава на верата е: вели, кој беше зачнат од Светиот Дух, роден од девицата Марија. Божјото Слово во Лука 1 глава 35 стих вели вака: а ангелот и одговори и рече: Светиот Дух ќе слезе врз тебе и силата на Севишниот ќе те осени, затоа и светото што ќе се роди ќе се нарече Син Божи. Амин. Браќи и сестри, ова ја нагласува чудесноста на Христовото раѓање. Бог стана човек. Славата се облече во кревкост. Го остави небесниот трон, на кој што имаше слуги, кои што се поклонува пред него и му служија. Ја остави царската круна и ја замени со круна од трни. Ја соблече од себе царската облека, се сибна од царскиот крст и царскиот трон и легна на дрвениот крст, каде што и беше раснат. Господ Исус Христос се отвори. Јован, Евангелие според Јован 1 глава, најмногу и најубаво го опишува тоа. Вели, во почетокот беше Словото, Словото беше во Бога и Словото беше Бог. И Словото стана тело и се всели меѓу нас, вели, и ние ја видовме славата како единороден од Отецот. Колку силни зборови го објаснуваат Исусовото отелотворување. Прочитајте си ја 1 глава од Јован, за домашно, за да видите како беше отелотворувањето на Исус. И на крај 4 стих ќе каже толку многу јако, вели, во него беше животот и животот им беше светлина на луѓето.
Те недостасува ли светлина во твојот живот? Покани го Исус. И тој ќе го осветли твојот живот. Исусовото отелотворување овде на земјата носи силна порака за Божјата љубов. За тоа колку Бог нас не љуби. Да биде спремен најмилото свое да го дадеш. Тоа е голема љубов. Тоа е голема љубов. Тоа е огромна жртва, драги браќи и сестри. И сетете се во Римјаните. Апостол Павле вели: ако Бог ни својот син не го поштеди за нас, туку го даде да биде предаден, да не распнат за нас, зарем нема да ни даде се друго со него? Не знам што е она за што копне твоето срце овој период и каде се движат твоите молитви. Но запамти го, ако Бог ни синот свој не го поштеди за тебе, зарем нема да го даде, да ти даде се друго со него? Амин. Четвртата изјава на верата вели: страдаше од Понтиј Пилат, беше раснат, умре и беше погребан. Браќи и сестри, во Исаија 53 глава 5 стих вели: а тој беше прободен за нашите престапи, беше измачуван за нашите беззаконија, казната за нашиот мир падна врз него. Преку неговите рани ние се исцеливме. Амин. Браќи и сестри, оваа изјава е срцето на Евангелието. Христос не умре како жртва на случајност. Неговата смрт беше Божјиот план за нашето спасение, планирано многу векови пред уште Бог да го прати својот син. Тој го зеде она што ние го заслужуваме, за да ни го даде она што не го заслужуваме. Никогаш немој да помислиш дека твоите гревови се поголеми од Христовата жртва. Крстот е место каде што вината умира и надеж се раѓа. Амен. Сети се секогаш на крстот. Се е платено, рече Исус. И тогаш, бум, завесата на храмот се расцепи на две. Кога рече Исус, се заврши. Што се заврши? Божјото дело на спасение на човештвото. Господ Исус Христос навистина страдаше и умре на оваа земја. Постојат лажни религии, водени од ѓаволот, кои што сакаат да ги заведат луѓето во лага, велики Бог не би дозволил неговиот син да страда, а посебно не да умре. И заведува за жал мнозина, не знаејќи која е казната за гревот. Не знаејќи Римјани 3:23, зашто сите сгрешија и лишени се од Божјата слава. Римјани 6:23, зашто платата што ја дава гревот е вечна смрт во пекол. Но подарокот кој е од Бог? Подарокот од Бог е вечен живот во Исус Христос, нашиот Господ. Нема браќи и сестри, воскресение без смрт. Доколку сакаме да воскреснеме, мора да умреме. Наместо ние да умираме, Исус отиде и умре за нас, праведниот за неправедните. Но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас, уште додека бевме грешници. Тоа е љубовта Христова. Затоа умре Исус. Затоа што Бог постави закон без пролевање на крв, да нема очистување на гревови. И бидејќи крвта на овци и овни и телиња и јагниња и не знам што друго само ги покриваа гревовите на луѓето, не можеа да ги очистат. Затоа Бог требаше да го прати синот свој да дојде на оваа земја, да слезе и да умре, за да ги плати нашите гревови. Затоа нека никој не ве залажува дека Бог го заменил Исус со Јуда или не знам која друга варијанта. Исус Христос умре и за смртта на Исус Христос. Тоа е историски докажано.
Тоа се случи во времето на Понтий Пилат, за кој што има археолошки пронаоѓања, за кој што има историски записи од многу историчари кои што постојат до ден денеска. Нека никој не ве лаже дека Исус бил заменен со некој друг. Исус Христос умре, страдаше и умре, за да може да не откупи од нашите гревови. И петата изјава вели слезе во адот третиот ден и на третиот ден воскресна од мртвите. Браќи и сестри, оваа изјава, фразата Христос слезе во адот од апостолскиот символ на верата е една од најпогрешно разбраниот дел во христијанската вера. Најмногу грешки се имат правено при тумачење на овој дел, но Библијата ни дава јасни рамки за да ја разбереме правилно значењето на оваа изјава. Адот во библиско време не значише исто што и денес. Денес под ад мислиме на место на вечна казна. Но во Библијата, во библиското време, за ад зборот ад често зборуваше, означуваше за Шеол на еврејски, Хадес на грчки. Тоа значи место на мртвите, односно светот на душите по смртта, кое што ненужно беше место за казна. Во тој свет на мртвите имаше две области. Прво, во Лука 16 глава читаме за тоа, еден дел на мака и вториот дел беше делот на утеха, кој што беше наречен како Авраамовото крило. Христос слезе таму каде што беа во адот, во делот кај Авраамовото крило, каде што беа сите праведници кои што почина пред крстот. Сите кои што починаа пред Исус да ја заврши откупителната жртва на крстот. И ниту еден човек пред Исус не можеше да влезе во небото, затоа што крвта на Исус уште не беше пролеана. Бидејќи крвта на јагнињата, на животните не успеа да ги очисти гревовите, само ги покриваше. Затоа се чекаше крвта на Исус да ги очисти гревовите, за да можат овие луѓе да влезат во рајот, во местото каде што пребива светиот Господ. Во местото каде што е светиот Господ не може да има грев, ниту точка од грев. А крвта на животните не беше доволна за да ги очисти во целост овие луѓе. Затоа се чекаше крвта на совршеното јагне Божјо, за кое Јован рече: ете го јагнето, кој што доаѓа да ги зема гревовите на светот. И пак друг Јован Богослов, па во видение, во Откровение 5 глава го виде јагнето заклано, чие што крв ги очисти гревовите на сите луѓе. Жртвите во Стариот Завет, реков, не ја покриваат, не ја чистат вината на гревот, тие само ја покриваат. Затоа може да прочитате во Евреи 10 глава од 1 до 4 стих. Затоа во Лука 16 глава Исус го опишува ова место како две одделни простори, односно разделени со една голема бездна помеѓу нив. Така што ни овие кои што сака да преминат од тука таму не можат, ниту овие од другата страна не можат да преминат кај праведниците. Исус слезе во делот на праведниците, не во делот на казната. Што направи Христос кога слезе? Христос слезе за да проповеда, односно да објави. Што да објави? Да читаме во 1 Петрово 3 глава 18 стих, да видиме јасно. Зашто и Христос еднаш пострада за гревовите, праведникот за неправедните, за да не приведе при Бога. Умре по тело, а оживеан беше по дух. Со кого отиде, им проповедаше на духовите што беа во затвор. 1 Петрово 3 глава 18 стих. Браќи и сестри, ова проповед на Исус не беше проповед за покаяние, туку тоа беше објава на неговата проповед, односно на неговата поведа. Христос го разурна затворот на смртта. Евреи 2 глава 14 стих вели: и така, бидејќи децата се заедничари во телото и крвта, и тој исто така се удостои да учествува во тоа.
за преку смртта да го уништи оној кој има власт над смртта, односно ѓаволот. Што направи Исус? Го уништи оној кој што има власт на смртта, го уништи и ѓаволот и смртта, ги порази, односно ја објави неговата победа долу во Адом. Ги изнесе праведниците во Божјото присуство. Во Ефесијаните 4 глава 8 до 10 стих изборува за тоа, вели: затоа кога се издигна на висината, одведе заробеници и им даде дарови на луѓето. Им го подари, се мисли, вечниот живот. Кои заробеници? Заробеници во смртта. Они кои беа заробени уште од Адама и го чека Исусовото искупување, за да можат да бидат ослободени овие заробеници, да бидат слободни во Христа и да бидат наградени да добијат дар на вечен живот според Римјани 3 глава 6 стих. Ова значи дека праведниците пред крстот се сега на небото заедно со Господ Исус Христос. И нема повеќе Авраамово крило под наводници, вратата е отворена преку Исус Христос. Затоа Исус Христос рече нешто што никој не се осмели да го рече. Во Јован 14:6. Рече: јас сум патот, вистината и животот. И никој не доаѓа при Отецот, освен преку мене. Исус беше единствениот пат, преку кој сите што биле од Адама до крстот можеа да влезат во небото. И сите кои што после крстот до неговото второ доаѓање ќе можат да одат до небото само преку Исус. Без тој пат нема пристигање во рајот. Исус Христос е животот. Исус Христос е вечниот живот. И без Него никој не може да добие вечен живот. Затоа ќе има мнозина кои што ќе се обидат да залажат, мнозина многу лажни секти и религии кои што се представуваат за верни, објавувајќи дел од Исусовата природа на земјата, објавувајќи дел од тоа кој тој е. Признаваат Исус е пророк. Да. Признаваат Исус беше голем учител. Да. Признаваат дека Исус Христос, дел од нив признаваат дека Исус Христос си беше и Синот Божи, ама кога ќе дојде дел дека Исус е Господ, не признаваат. Тоа е ерес. Тоа е лажно учење. И Божјето Слово е јасно. Не нарекувате го таков човек брат. Дел од таа секта се Јеховини сведоци. Немој да нарекуваш некој од тие брат, бидејќи тие се против Христос. Ако некој е против Христос, тој е антихрист. Во прво Јованово ни е опишано многу убаво. Вели ќе се појават многу антихристи во подоснежните времиња. Они кои ќе бидат против Христос. Зборувавме минатата недела. Отровот не се содржи, отров за глутци не се содржи од 100% отров. Тој е само 1% отров. 99% е храна кој што треба да ги примаме глутците да ја јадат. Внимавајте што слушате. Внимавајте од кого слушате. Внимавајте со кого се дружите. Божјото Слово вели за такви кои го изопачуваат Евангелието. Немојте да ги поздравувате. Немојте ни да седнете да јадете со нив. Немојте да ги примате во вашите домови. Зашто ако го направите тоа, ви имате учество во нивните гревови. Размислете длабоко и размислете внимателно. Кои се луѓето со кои што општите. Браќи и сестри, шестата изјава на верата вели се вознесе на небесата и седи одесно на Бога, Отецот, Вседржителот. Што значи Христос да седи одесно на Бога? Во фразата апостолскиот символ на верата се вознесе на небесата и седна одесно на Бога, Отецот, Вседржителот.
тоа не е една поетска слика, туку или некој религиозен украс, туку тоа е вистинска историска изјава со огромна апологетска тежина. Што значи тоа? Ако Христос седи одесно на Бога, тоа значи дека неговото дело е завршено. Како доаѓаме до овој заклучок? Во еврејскиот храм немало столици. Зошто? Затоа што работата на свештениците никогаш не беше завршена. Тие постојано требаше да принесуваат жртви за очистување на гревовите. Во Евреи 10 глава, 12 стих вели вака: а тој, се мисли на Исус, откако принесе една жртва за гревовите, за секогаш седна одесно на Бога. Браќи и сестри, Христос е нашиот великосвештеник, кој што изврши попрскување не со крв на животни, туку со својата крв изврши попрскување врз нас и не очисти од секој еден наш грев. И Христос го заврши очистувањето со еден пример, принос на жртва, пренесувајќи го своето тело. Тој ги очисти сите генерации за секогаш кои ќе поверуваат во него. И бидејќи таа жртва за гревовите е принесена и е завршена, затоа Христос седна одесно на Бога. Ако седна, тоа значи дека жртвата е совршена, прифатена. Имаше во храмот, во Стариот Завет, ги знаете, жртви кои не беа прифатени. Зошто? Имале некој недостаток, не биле како што треба, не биле со искрен мотив, не беа сите жртви прифатени. Но бидејќи Исус седна, тоа значи дека неговата жртва беше совршена. Ако седна, тоа значи дека помирувањето беше целосно извршено. Ако седна, тоа значи дека нема повеќе потреба од човечки посредници, свештеници, свети отци или други жртви. Ова е најголемата заблуда за жал денес во православието. Еден ден отворам Фейсбук и на Фейсбук е еден православен свештеник кој што сега е починат, напишал статус за време на 19 декември, Свети Никола, напишал статус: Оче Свети Никола, моли се за нас грешни. Каква глупост! Ако можеше Свети Никола да биде застапник, зарем Бог ќе го пратеше својот син, своето најмило да страда? Дали Свети Никола беше распнат на крст па да може да посредува за нас? Дали неговата крв течеше? Не Свети Никола само, било кој друг светец. Дали нивната крв течеше за нашите гревови? Нивната крв течеше, да, за да го положија својот живот во службата на Евангелието. Тоа е вистина. Многу мина од тие свети отци. Но нивната крв не течеше за очистување на нашите гревови. Само Исусовата крв беше помирителната крв преку кој што Христос не измири со Отецот. Затоа само тој е нашиот застапник. Тој се застапува, единствено тој, за нашите гревови. Одесно на Бога означува највисоко можна власт на целиот универзум. Во древниот свет десната страна беше место на чест. Ако некој седи од десно, значи е почестен. Десната страна значеше место на суд. Тој имаше право да суди. Десната страна беше место на врховна власт. Место резервирано само за оној кој што го има истиот авторитет како и самиот цар, крал, господар и така натаму. Затоа Исус вели: сета власт на небото и на земјата ми е дадена, во Матеј 28:18.
Дадено ми е сета власт. Не вика, дадено ми е власт над ова, ова и ова. Не, вели, дадено ми е сета власт, каде? И на небото, да владее во вечните векови, да владее над сите народи и народности, да владее над сите поколенија. И овде на земјата, да владее над се што постои. За жал, минатата недела ви спомнав, се сретнав со еден лажен учител, кој што заведе еден дом муслимани, кој што ги воде во покајничка молитва, кој што ги воде при Христос. Тој отиде и ги заведе, велејќи им, Исус се уште не е седнат на престолот и неговиот престол е понизок од престолот на Отецот. И за жал, колку и да се трудев, тој со неговата лага ги заведе. Посеја како во нивните срца и го задуши семето Божјо. Ќе одговара тешко на судниот ден. Божјото слово вели нема прошка за такви. Нема прошка за лажни учители. Браќи и сестри, Христос седна на десната страна од Бог Отецот. Тоа значи Христос седна на тронот и му беше дадена сета власт. Во Филипјаните, 2 глава, ни зборам многу силно за таа. Вели Исус Христос не сметајќи го за грабнато, слезе долу на земјата, го остави небесниот, слезе долу на земјата. Зошто го направи тоа? За да се жртвува за нас. И затоа, бидејќи толку многу тој се понизи, Божјето слово вели, затоа Бог го превозвиши и му даде име што е над секое друго име. Амен. Нема повисоко име од Исус. Амен. Тоа е име над секое друго име. Ниту Буда, ниту Мухамед, ниту Хари Кришна не постои. Алелуја. Кој да ви текне на памет? Не постои. Името Исус, вежи Словото Божие, е над секое друго име. Му даде име што е над секое име. И во неговото име, пред него да се поклони секое колено. Секое колено. Значи секое колено. Секој што се родил на оваа земја, еден ден ќе клекне и ќе му се поклони на Исус. Вели и ќе исповеда дека Исус Христос е што? Господ, за слава на Бог Отецот. Браќа и сестри, Исус Христос е Син Божи, Исус Христос е пророк, Исус Христос е нашиот великосвештеник, но неговата титула која не смеете да ја занемарите, највисоката титула Исус Христос е Господ. И пред него ќе клекне секое колено. И оние кои што го распна, и оние кои што денеска се противат на Евангелието, и оние кои што денес се нарекуваат атеисти, и оние кои што денес се против Христос, еден ден, кога ќе го видат Исус Христос, секој ќе застане на Божиот суд, и кога ќе го видат Христос облечен во неговата слава и сето небесно величие, нема да можат да не клекнат и да речат Исусе, ти на вистина си бил Господ. Ама тогаш ќе им биде касно. Тогаш ќе им биде касно. Небото не е место на прошка. Небото ќе биде место за радост на оние кои што веќе поверувале овде на земјата. Но таму нема да има место кај што на судот Божи ќе има можност за покаяние, за обнова и така натаму. Овде Бог ја дал благодата, овде Бог ја дал милоста на земјата. Земјата е место кај што луѓето може да се покајат. Не небото горе. Затоа покорете му се на Исус. Клекнете пред него, пред Господарот на господарите. Исповедајте дека Исус е Господ, за да бидете спасени. И покорете му го вашиот живот на Господ Исус Христос. Вели во Откровение 4 глава Јован Богослов, вели видов еден престол.
И во 5 глава, 6 до 13 стих, вели јагне кој стои во средината на престолот. Исус нема некој помал престол далеку од Отецот. Исус нема некој друг престол со помала важност. Исус е во средината на престолот Божи. Исус, бидејќи Исус Христос е Господ. Во еврејскиот монотеизам, кој што е многу строг и непопуслив, ова е невозможно. Ако Христос навистина е единороден син на Бог, образ на неговата суштина, тогаш нема двајца Господи. Еден е Господ, троеден Бог, кој што седи на престол. Во 1 Коринќани 15 глава 25 стих вели: зашто тој треба да царува, додека не ги положи сите непријатели под неговите нозе. Амин. И оние кои што веруваат ќе клекнат, ќе се поклонат пред Отецот, но за тие ќе биде место на голема радост. Еве го Исус, за кого што животот свој го посвети, за кој што сите би се смеја, еве го седнат на тронот. Пред него со радост ќе клекнат и ќе му се поклонат. Но за оние кои што се непријатели на крстот Христов, тоа ќе биде едно место на големо разочарување од самите себе си. Како можев, ќе речат, да верувам на тие лаги, кога еве го Господ Исус Христос? И тоа ќе клекнат и ќе му се поклонат. Но тоа поклонение нема да им биде примерно од Бог, Отецот. Затоа, браќи и сестри, ако Христос е седнат одесно на Бог Отецот, седнат на тронот Божи, тогаш немој да се плашиш од нивнината. Бидејќи Исус Христос ја има сета власт на небото и на земјата. Колку повеќе на твојот живот. Дали поминуваш низ премрежија во кои што мислиш дека Бог нема власт над ова веќе излезе од контрола? Не му дозволи на ѓаволот да те лаже. Христос ја има сета власт и на небото и на земјата. Колку повеќе на твојот живот. Се Господ гледа, се контролира. Едно врапче не паѓа од небото на земјата без Исусовата дозвола. Го верувате ли тоа? Ако е така, не му давајте на ѓаволот да ве лаже. Не му давајте на ѓаволот да ве плаши. Кажете му, Христос е мојот Господ. И може би сега бродот ми се лула, може би влегува и вода во бродот, се полни, може би ветар толку силен, темно и мрачно и не гледам ништо, ама знам, Исус е капетанот на мојот брод. Знам дека се е во неговата власт. Он владе со мојот живот. Ако не сте му го предали уште вашиот живот на Исус, направете го тоа. Седмата изјава на верата вели ќе дојде повторно да им суди на живите и на мртвите. Матеј 16 глава 27 стих вели вака: зашто Синот човечки ќе дојде во славата на својот Отец со своите ангели и тогаш ќе му даде секому според делата негови. Браќи и сестри, Христос е оној кој што ќе биде судијата на небото. И ако Христос е судија, ако Исус е судија, тогаш што значи дека е тој? Господ! Што друго ако не Господ? Затоа Божјото Слово вели: зашто Синот човечки ќе дојде во славата на својот Отец со своите ангели. Дали го очекувате Христовото доаѓање? Исус вели како што се вознесов, така ќе се вратам повторно.
И тоа го проповеда и апостолите. Вели како што беше се возне се така ќе се врати пак. Го очекувам ли Христовото даѓање да дојде според Солуњаните и во миг на трепет на окото да добиеме нови изменети, прославени тела и да не воздигне горе во висините заедно со Него. Христос ќе дојде по својата црква да ја зема оние кои што веруваат во Него. Но Христос ќе им суди и на живите, и на мртвите. И на оние кои што веруваат во Него, и на оние кои што не веруваат во Него. Зборува во една проповед, претходно, тие што сте биле таму, сте слушнале за Христовиот суд. Божјото Слово вели и ние верните ќе одговараме за секој збор што излегол од нашата уста. Тој суд за нас верните нема да биде суд на кој што ќе се одлучи дали ќе одиш во рајот или во пеколо. Ќе одиш во рајот не заради тебе, туку заради Исус, заради неговата крв, заради неговата праведност. Но на тој суд ќе одговараш за твоите дела, за твоите постапки, ќе одговараш за тоа како си го употребил твојот живот, како си го употребил твоите таланти, дали само за себе или за Царството Божјо. Ќе одговараш за тоа ако некогаш си зборувал против браќата и сестрите, си ширил бунт, но тој суд ќе одговара за тоа, затоа што Бог е праведен судија. Тоа нема да биде одговарање за кој што крајната одлука ќе биде одиш во рајот или одиш во пеколо, туку споредното таланти дека што вели еден постави над 5 градови, трет постави на 3 градови, во согласно со што? Во согласно со нивната верност. Колку си му бил верен на Господа на оваа земја. За тоа ќе одговараме. Како си го поминал времето на твојот живот? Само за себе или за делото Божјо? И така натаму. Затоа, браќи и сестри, да живееме со вера и очекување како да Христос ќе дојде денес. И вистина дека не знаеме кога ќе дојде. Не само денес, може да дојде сега додека зборувам, но да бидеме подготвени, да бидеме спремни. Така да го живееме нашиот живот, очекувајќи го секој миг доаѓањето на Господа Исуса Христа. И затоа да ја очистиме нашата уста, нашиот говор, нашите избори, нашите мисли и да размислиме како го ползуваме времето. Осмата изјава на верата е верувам во Светиот Дух. Во Јован 14 глава 26 стих вели, а утешителот, Светиот Дух, кого Отецот ќе го испрати во моје име, тој ќе ве научи на се и ќе ви напомни за се што сум ви рекол. Браќи и сестри, Светиот Дух не е само некоја сила, како што тоа го велат Јеговините сведоци. Тоа е само Божјата сила, чудотворна сила, вака, така, не знам какви празни филозофии. Светиот Дух е личност. Светиот Дух е дел од Светото Тројство. Отец, Бог Отецот, Бог Синот и Бог Светиот Дух. Тоа е личност. Тој не подсетува, тој не обновува, тој не води, тој не утешува. Задачите на Светиот Дух се тоа. Исус Христос вели, тој ќе ви напомни за се што сум ви рекол. Тој е утешителот. Тој е духот на вистината. Тој е оној кој ќе ти помогне да разликуваш вистина од лага. Присуството на Светиот Дух во животите на верниците е потврдено преку преобразени животи, е потврдено преку историски сведоштва, е потврдено најсилно преку Светото Писмо, кое што е составено од 66 книги, пишувани од 40 автори во период од 1600 години. И на крајот пораката е една.
Како е тоа можно? Ако Светиот Дух, Господ Светиот Дух не го водеше тоа. Како е тоа можно? Не е можно. Но затоа Светиот Дух беше со сите оние. Светиот Дух инспирираше луѓе, Светиот Дух им даваше визии и виденија на луѓето, Светиот Дух им даваше дарови и тие пишуваа. И се што е напишано, нема ништо контрадикторно едно со друго. Во период од 1600 години, луѓе кои што живееле од различни континенти, 44 автори, 40 автори односно, и пак се е како една порака, како една рака да го напишала. Тоа е вистината. Светиот Дух е тој кој што го вдахнови, вели целото Божјо писмо е од Бога вдахновено. Не од човек, од Бог е вдахновено. Деветата изјава на верата верувам во Света Вселенска црква, во заедништвото на светиите. Дела на апостолите, 2 глава, 42 стих, вели: и беа постојави во учењето на апостолите, во заедништвото, во кршењето на лебот и во молитвите. Браќи и сестри, црквата е место каде што се собираме да растеме духовно. Црквата не е зградата, ние сме црквата. Бидејќи Светиот Дух не живее во цигли и малта, туку во срцата на луѓето кои што го повикале. Но Библијата ни објаснува дека црквата е жива заедница, место во кое пребива Светиот Дух. И секој член од тоа тело Христово е дел од телото Христово. Секој член во црквата. Заедништвото не е само емоционално пријателство. Тоа е духовен дар од Бог, но и одговорност кон самата заедница. Одговорност кога се собираме заедно да се охрабруваме кон ги себе. Кога се собираме заедно да се поддржуваме во молитва. Кога се собираме заедно да учиме и да растеме во верата. Веќе не сме сами. Христос не собрал како едно тело за да се поддржуваме едни со други. Да ги засилуваме нашите духовни дарови преку учење, молитва, раскршување на левот и виното, тоа е причест. Заедно да се собираме за да го засилиме нашето сведоштво на црквата, на земјата. Христос ветил: каде 23 ќе се соберат во моето име, јас сум веднаш таму помеѓу нив. Во Матеј 18 глава, 20 стих. Затоа апостол Павле дава во евреите многу силно предупредување. Вели: браќа, не напуштајте ги вашите собирања. Правете што ќе правите, но немојте да ги напуштате вашите собирања. Зошто? Бидејќи кога сме заедно, тогаш сме во стадото. Во тоа стадо има пастир. Сега прочитаме во Матеј 18 глава, кој е пастирот? Тоа е Исус, кој што вели: се собирате одма сум јас таму. Благословена е заедницата, но кога си сам, ти се изложуваш да бидеш нападат од ѓаволот. Зошто? Затоа што кога стадото е, кога си дел од стадото, ти си во сигурноста на пастирот, оној кој што те паси, не одгледува. Но ако се одвоиш, волкот дебне и те чека. Волкот не чека цели стада, он чека некои така одвоени овцички. Некои на кои што не им одговара во стадото. Некои на кои што не им одговара пастирот. Некои овчички на кои што не им одговара храната, не им одговара сенката. Ништо не им одговара. Ама на ѓаволот му одговара да има така. Затоа немој да бидеш една од тие. Црквата е семејство. Мојата најубава слика за црквата е семејство. И тоа го поучувам постојано. Црквата не е парламент. Некој за жал луѓе и така ја гледаат црквата. Како парламент, во кој што ќе гласаме да видиме кој ќе победи.
Ја ли ќе поведам или ти ќе поведеш? По моje ќе биде. Ако не биде по моje, прават одма партијата ја твоја. Па има позиција. Во една црква. Да, ова е вистина. Па прават коалиции. На партии што се опозиција. За да ја напаѓат она кое што ја води. Власта да направи. Тоа е нешто што се случува и во црквата денес. Зашто? Затоа што луѓето не научиле дека црквата е семејство. Туку ја гледаат како место на надпревар, кај што не треба да се истакнам колку сум јас добар пејач. И ако не ми дадат микрофон, бум! Да бидат столиците по мој нареден, ако не, проблем! Тоа не е црква. Црквата е семејство. Семејство значи заедница жива во која што секој гледа со нешто да придонесе. Секој гледа со нешто да помогне, за да може да функционира. Некој донесува храна, некој таа храна ја приготвува, некој ја мести трпезата. Секој гледа со што може да помогне во домот. Ако така ја гледа црквата, тогаш ти си дел од Божјото семејство. Ако гледаш другачие, не си. Ако ја гледаш така црквата, како здрава заедница, во кој што секој треба да придонесе, тоа е здравата слика која треба да имаш. Не секој што да добие. Луѓето гледат исто црквата како театар некој. Одам, скршва раци и гледа. Тој глумец малку е нечин. Сцената не е поставена како што треба. Треба славење да има, ова ли е славење, треба да има славење без славење. Тој ли е проповедник? Не чини тој. Сакам стендап комичар. Некои луѓе така со скрстени раце влегуваат во црква и чекаат уште пуканки да им дадеш. Црква да не е место кај што треба само да добиеш. Треба да добиеш, ама треба и да дадеш. Што даваш? Да размисли. Што даваш во црква? Дали финанси, дали време, дали дарови? Што даваш? Не гледај што можеш да добиеш, гледај што можеш да даваш. Тогаш ќе бидеш среќен во црква. Во црквите има многу несреќни луѓе, затоа што не научиле што е црква. Затоа што мислат дека црква е место кај што само треба ја да бидам среќен. О, колку да биде мене удобно. Гледај колку ја да бидам исполнен. Ама црквата е место кај што треба ти другиот да го исполнуваш. Другиот да биде среќен, другиот да биде радосен. Служејќи им на другите, ти му служиш на Христос. Па нема ли да ти даде се оно што ти треба? Ке ти даде и ке ти преумножи. Бидејќи Авраам и овојот благослов е, вели ке те благословам и ке те преблагословам. Давид зборува за тоа, вели мојата чаша не само што е полна, се прелева. Бог ќе ти даде да уживаш во заедништвото во црквата, момент кога ти ќе почнеш да служиш на другите. Кога нема да гледаш своето, туку гледаш како на другите да им угодиш. Исто така, бидејќи црквата е семејство, во семејството секогаш ли има радост, смеи, шали, или има моменти кога свако се налютиме еден по друг. Па некогаш и викаме малку. Вистина или не е вистина? Или само кај мене е така? Може ли? Како што во семејството дома не е секогаш, убаво е да биде секогаш се хај-фај, ама не е така. Убаво е секогаш да биде се убаво, се насмејани, се радост. Ама за жал не е така. Се уште сме во ова тело. Се уште знаеме да се повредиме, да сгрешиме. И што правиме во такви моменти? Ајде, чао, зимам перница да одам кај Бојан ке свијам јас. Ова не е семејство за мене. Ке одам кај Бојан и кај Ивана, таму ке се живеам. Верујте, има луѓе тоа го прават.
Не се смееме, ама има луѓе тоа го прават. Во црквата не ми одговора во оваа црква. Чао, јас овој ќе се расправам, ќе одам во друга црква. Одат таму, па нешто друго таму не им чини. Со овие не бива, ќе одам таму. Одат таму, па и таму не им чини. И цел живот се некаде авантуристи. Таков дар има. Да, и најлошото е кога на крај ќе речат, сите не чинат? Дојте кај нас дома, ние сме светина на светиите. Таа црква не чини, сите не чинат, минатата не зборувавме за тоа. И ќе најдете уште некој таков привразаник, фарисеј, и ќе го викнат кај нив, тие не чинат, ние сме светина на светиите. Ајде сега ние тука ќе се молиме, ќе славиме, и ќе викаме, ќе джапаме луѓе од црквите. Ти, не оди таму, каква црква, оди тука ти, оди ти тука. И прават они црква. Тоа не е црква. Тоа е сатанска збирштина која растура црква. Таму нема свети дух. Таму има дух на порив само за да растури црква. Внимавајте така. И внимавајте вие да не паднете во истата замка. Во црквата нема секогаш да биде се супер, се убаво. Ќе има моменти кога ќе има недоразбирање, ќе имаш недоразбирање со некој брат, со некоја сестра. Ќе имаш недоразбирање може со старешинството, со пасторот, со тимот за славење. И што да правиме? Ќе се одиме дома? Ќе одиме у друга куќа, ќе се преселиме. Кога дома имаме конфликти, што правиме? Кај комшијата спиеме. Спиеме кај комшијата? Не! Седиме, ги решаваме полека, ги се редуваме, утре пак седнеме на иста маса, пак јадеме заедно, пак се дружиме. Но луѓето имат некој фиктивно очекување од црквата, дека црквата треба да биде тука. Треба да биде, ама кога сите ќе имаме прославено и обновено тело според Солуњаните. Ама уште не се случило тоа. Уште сме во ова грешно тело, во кое што се повредуваме помеѓу себе, за жал. Знаеме да кажеме не само убави зборови, некогаш знаеме да кажеме некој лош збор. За жал така е, тоа е вистината. Но, такви какви што сме, ние се собираме заедно. Црквата не е место кај што се собират светини на светиите. Црква е место кај што собират грешници кои се трудат да го одат, да го изодат Христовиот пат. Кои што знаат дека сами не можеме, ама заедно кога сме во група, тогаш ќе одиме, ќе ги искачуваме врвовите, ќе планинареме. Најмалку преживуваат они планинари сами што тргнуваат. А они кои одат во група, кога се оди некоја висока, голема височина, кај што е опасност, тогаш одат во групи, затоа што знаат дека опасностите се големи, ризикот дека ќе загинеш е уште поголем и треба тука група да се држаме еден со друг. Затоа и кога чекови со Христос, исто е како планинарење на високи височини. Има опасности многу, ѓаволот е дебне, затоа ти треба црква. Затоа ти треба група на верници, кои што ќе те држат. Како тебе несовршени, кои што можат и тие да паднат, но ќе се држиме еден со друг. Затоа, браќи и сестри, каква и да е црквата, доаѓајте со радост. И немојте да, кога ќе има конфликт, да се земете перницата и да одите да спиете кај комшијата. Останете во црквата, каде и да сте. И полека, со смиреност, со кроткост, се решава. Десетата изјава на верата е верува во простувањето на гревовите. Божјето слово во 1 Јованово, 1 глава, 9 стих вели: ако ги исповедаме гревовите своји, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Браќи и сестри, простувањето не е чувство. Сега ќе чувствам Бог ми прости, утре чувствам не ми прости. Простувањето не е чувство. Простувањето е Божја одлука. И кога Бог простува, тоа е завршено. Тоа е завршено. Ако Бог рече прости, тоа е завршено. Не знам кој греф моментално ти се плетка околу нозите спретно цело време.
И може би се покајуваш, стануваш, одиш, пак паѓаш. Пак се покајуваш, пак стануваш, одиш, пак паѓаш. Ќе ви кажам, тоа е добро. Знаете зашто? Затоа што лошото е ако паднеш и лежиш таму кај што паднеш. И се валкаш у калпа. Тогаш е лошото. Ако паѓаш и стануваш, тоа е добро. И сигурно дека пак ќе паднеш. Може би не на истата работа, ќе паднеш на друга работа. Се бориме во овој свет. Треба да се стремиме кон светост. Треба да живееме, да бидеме свети како што и самиот Бог. Но не е лесно. Ќе има падови. Ќе паѓаш. Но колку и да паднеш, сети се. Исчукај ги колената, стани и продолжи. Кажи: Господе, опрости ми, покај се пред Бога. Работи на промена на умот. Нема време сега да зборувам што е покаяние. Покаяние доаѓа од два збора. Во Новиот Завет се спомнува метаноја, што значи промена на умот, и во Стариот Завет се спомнува еврејскиот збор шуп, што значи свртување за 180 степени. Размисли дали твоето покаяние е такво. Ако тоа го правиш и пак паднеш, не се разочарувај. Знај дека имаш застапник кај Бога, Отецот, кој се застапува за твоите гревови, а тоа е Исус Христос. И Бог, ако ги исповедаме гревовите своји, вели Бог е верен и праведен да не ги прости и да не очисти од секоја неправда. Знаете ли кој е најголемиот израз на верата? Најголемиот израз на верата не е да воскреснеш мртв. Ке речете: како не е? Кога воскреснеш мртв, значи имаш вера. Не, браќи и сестри. Најголемиот израз на верата е кога ќе застанеш утрото пред огледало и тој што ќе го видиш во огледалото, кој да е, кажи му: Исус те сака. Исус ти ги прости гревовите. Тој е најголемиот израз на верата. И практикувајте го тоа. Да видите како ќе ви помогне вашиот опит со Бога. 11-та. Ќе го повторам. Најголемиот израз на верата е кога ќе застанеш наутро пред огледало и на тој што ќе го видиш во огледалото, не знам кој ќе биде тој, да му кажеш: Исус те сака и ти ги прости гревовите. Запомнете го тоа. 11-та исповед на верата е верува во воскресението на телото. Писмото ни кажува во Солуњаните 4 глава 16 стих: зашто и самиот Господ ќе слезе од небото и мртвите во Христа ќе воскреснат најпрво. Браќи и сестри, нашето тело не е отпад што Бог ќе го отфрли. Тој ќе го преобрази. Во моментот кога Христос ќе се појави при неговото второ доаѓање, во миг на трепет на окото ќе добиеме ново тело, кое што не старее, кое што не боледува, кое што не умира, кое што нема лузни, совршено тело. Ако некој во овој живот бил без рака, тој момент ќе ги има двете раце. Ако бил со една нога пократка, тој момент ќе му бијат двете раме. Ако имал проблем со едното око или со двете, тој момент ќе гледа совршено. Тоа ќе биде момент на прославени тела, кога ќе добиеме од Господ. И така Господ ќе не земе со телата, ќе не вознесе горе на небото. 12-та изјава на верата е: вери и верувам во вечниот живот. Амин. Во 1 Јованово 2 глава 25 стих вели: а ова е ветувањето што тој ни го вети, вечниот живот. Ветувањето на Господ Исус Христос за секој еден од нас е вечен живот. Вечниот живот не почнува после смртта. Вечниот живот почнува уште сега. Уште денес, кога Христос живее во тебе и никој не може да ти го одземе. Затоа, драги браќи и сестри, ова е верата што исповедаме во Исус Христос. И таа вера не спасува. Зашто нема друго име дадено на луѓето, на небото и на земјата, преку кое можеме да бидеме спасени, освен името Исус.
И затоа ве поканувам да размислувате, да истражувате, да го проучувате Писмото Свето, за да можете да ја запознаете вистината и таа вистина да ве ослободи од потенцијални лаги, лажни учители и лажни пророци. Амин.